Денеска православната црква ги празнува светата маченица Анисија, преподобната Теодора Цариградска и светиот апостол Тимон. Светата маченичка Анисија родена е во Солун од угледни и богати родители и воспитана во Христовата вера. Рано останала сираче и сета се предала на богомислие и на молитва во својот дом. Воодушевена од љубовта Христова често говорела: "О лажен животу на младите, зашто или соблазнуваш или самиот се соблазнуваш? Подобра е староста, но тага ме обзема заради должината на времето што ме дели од небесните." Потоа го продала сиот свој имот и го разделила на тие што немаат ништо, а самата живеела од трудот на своите раце. Држала строг пост, спиела многу малку и непрестајно пролевала солзи на молитва. Кога ја совладувал сонот, таа си велела: "Опасно е да спијам кога мојот непријател бдее." Во тоа време лошиот цар Максимијан издал проглас дека секој може да убие христијанин каде што ќе види или ќе сретне без суд или осуда. Еднаш оваа света девојка излегла на улица за да оди в црква. Тој ден бил незнабожечки празник на сонцето. Некој војник ја видел прекрасна на лицето, па и се приближил со нечиста желба и ја прашал за името. Таа се прекрстила и со крст му рекла: "Слугинка сум Христова и одам во црква." Кога дрскиот војник се приближил повеќе и почнал безумно да и говори, таа го оттурнала и му плукнала во лицето. Војникот ја удрил со мечот под ребрата и ја прободел. Оваа света девица пострадала во 298 година и од христијаните била чесно погребана, а од Бога во небесното царство со венец на слава била овенчана. Над нејзиниот гроб била изградена црква. Поуки од светите оци. Љубовта има три ипостаси: девственост, познание и светост. Без девственоста љубовта не е милост, но е земска, себичност и страст. Без познанието љубовта не е мудрост, но е лудост. Без светоста љубовта не е сила, но е слабост. Господи, удостој ме со љубовта, со која Ти живееш и живот даваш. Удостој ме со Твојата љубов и ќе бидам слободен од сите закони. Всели ја во мене Твојата љубов и таа љубов ќе ме всели во Тебе. Свети Николај Велимировиќ.
Преподобната Теодора Цариградска, монахиња и послушничка на светиот Василий Нови. По смртта му се јавила на светиот Григорий, ученикот на Василий, му ги опишала сите 20 митарства низ кои низината душа поминала, додека со помош на молитвите на светиот Василий не влекла во вечен покој. Се представила на 30 декември 940 година. Поуки од светите оци. Кога со болка слушаш за тугите страдања, тоа е љубов. Дури и само еден единствен сострадален поглед и еден сочувствителен збор упатен кон оној што е во неволја. И тоа е љубов. Кога со него ќе ја споделиш жалоста и ќе му подадеш малку спокојство во тешките мигови, и тоа е љубов. Љубов е кога го понесуваш тешкиот збор што ќе ти го речат. Свети Пајсий Светогорец. Светиот апостол Тимон, еден е од 7 ѓакони и од 70 апостоли, поставен за епископ Батрски во Арабија. Тој го проповедал Евангелието и претрпел многу маки од незнабожците. Бил фрлен во оган, но останал неповреден. Најпосле завршил распнат на крст и се преселил во Царството Христово. Достојно ест Јаково истину, блажи Поуки од светите оци. Човекот не живее за да ја најде среќата, туку вистината. Тежок и тесен е патот до вистината, но оние што ја посакуваат ја наоѓаат, и вистината ги ослободува. Вистината е личност, Богочовекот Исус Христос. Архимандрит Никодим Солунчев.